Иако во предизборните кампањи ветуваа дека ќе ги вратат младите, она што денес можеме да видиме е дека младите ја напуштаат Македонија како никогаш претходно. Оваа централна и локална влада, која ветуваше живот за сите, го донесе животот само за најблиските роднини и пријатели. Ветуваа европски прилеп, ветуваа нови работни места, а досега не донеса ниту една, ама баш ниту една нова инвестиција и фабрика. Уште се фалат со фабриките против кои држаа пресконференции, кои беа отворени во време на ВМРО ДПМН. И наместо да го продолжат трендот на носење инвестиции, тие се занимаваат кои повеќе роднини и пријатели да си вработи на државно. Градоначалниче Јовановски, во предизборната кампања ветувавте реновирање на старата Соколана, позната како сала Партизан. Ветивте изградба на нова спортска сала во основното училиште Кире Гавриловски Јане. Формирање на Совет за спорт во Прилеп, во соработка со владата, ветивте спортско-рекреативен центар во сала Македонија со покриен базен. Ве прашуваме, што од ова досега направивте? Да не беа новите спортски сали изградени во наше време, децата уште ќе спортуваа во адаптирани училници. Ветивте изградба на нови спортски објекти, инфраструктура за спортови на вода, како и нови реквизити за индивидуални спортови. Ништо од ова. Како локална самоуправа покажавте дека не сте кадарни да го одржувате она што го наследивте, како многуте игралишта низ градот, не пак да изградите нешто свое. Градоначалниче, ве подсетуваме и на вашите зборови од пресконференцијата одржана пред изборите на локално ниво, каде рековте: изберете го бројот 19 за безбедна иднина на младите, за стартап компании, за соодветни плати на успешните млади кадри, за да ги вратиме младите од странство. За жал, не сите млади луѓе ја имаат привилегијата да бидат ваши внуци или роднини, за да се вработат во локалната самоуправа или на други убави работни места. И најважното прашање од нашата пресконференција е: што конкретно вие презедовте за време на ова ваше владење за да го оправдате ова ваше ветување? Наместо безбедна иднина, соодветни плати на успешни млади кадри, враќање на младите од странство, го уназадивте градот во секоја смисла, и економска, и естетска. Она што досега успешно го сработивте е успешно бркање на младите во другите држави, каде ја бараат својата екзистенција и чесна заработка на парче леп. Младите се чувствуваат изиграни и разочарани. И токму затоа, негативната енергија која ја создадовте со ширење непотизам и апсолутна негрижа за обичниот млад човек ќе ја почувствувате на следните избори. Затоа што ние младите заслужуваме подобро, затоа што Прилеп заслужува подобро. Ви благодарам.